Македонскиот полициски синдикат викендов по сообщение информираше дека до вашиот кабинет испратил писмо за наводни незаконски смени во Министерството за внатрешни работи, кои што доаѓаат дури до уцен. Дали е стигнато такво писмо до вашиот кабинет и дали веќе го испитувате тој случај? Јас го добив писмото, меѓутоа претходно информацијата добив од јавноста. Направени се проверки, не постои воопшто таков случај. Сите поместувања во рамките на Министерството се прават врз основа на законските решенија. За внатрешни работи и закон за полиција. И уште, иако е под надлежност на секторот за внатрешни работи Скопје, дали може да информирате јавноста до каде е истрагата со осквернувањето на православните гробишта во Либор? Па, овој настан кој што се случи 9 спрема 10 јули 2017 година, настан кој што го осудивме и настан кој што наистина треба да се расчисти брзо и ефикасно. Македонската полиција, односно секторот за внатрешни работи Скопје, заедно со јавното обвинителство, работат на расчистување на овој случај. Сите процесни действија кои што се предвидени во Законот за кривична постапка, анкетирање на граѓани, прибирање на било какви информации или доказен материјал, а морам да кажам дека имаме доказен материјал, за кој што се преземаат сите действија, реков, предвидени во Закон за кривична постапка, се во тек. Секојдневно работат службите и на терен, и со информации со граѓаните, меѓутоа, знаете дека согласно членот 289 од Закон за кривична постапка, сите действија кои што се преземаат во предистражната постапка од обвинител и од македонската полиција се тајни. Така да повеќе детали не би може да се јавува. Дали ќе му дозволите, дали ќе му одобрите на Груевски повеќе правоохранители, односно минимум 20, како што тој бара, дали воопшто ќе му одобрите повеќе од оние 6 кои му следуваат? Видете, јас сметам дека било кој функционер на кој што му престанала функцијата има право на заштита која што беше предвидена со уредбата, според мене и доволно. Најмногу до година дена да имаат заштита. Имавме влада која што сметаше дека тогашниот премиер, нивниот премиер треба да добие 6 полициски службеници, тоа за период за време додека бил премиер. Колку бил периодот на премиер, толку да биде и периодот на заштита. Доби барање од Никола Груевски, кој што бара да има дополнителни 20 луѓе кои што ќе го обезбедуваат. Тоа барање е процесуирано преку Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање и ние ќе добиваме стручни информации во однос на ова барање. Мојот став е дека нема потреба да се одобруваат дополнителни сили за обезбедување на било кој политичар во Република Македонија, меѓутоа нека кажат стручните служби, па на основа на тоа ќе го дадеме и одговорот на ова. Дали воопшто може да му се одобрат ако претходно МВР нема сознание дека добивал закани и конкретно од кого се заканите? Значи сето тоа го анализираат и Управата за безбедност и контраразузнавање, Бирото за јавна безбедност, на основа на тие сознанија кои што ги има, на основа на пријавите кои што ги има дадено до МВР, ако ги има, ќе дадат до мене известување како министер и на основа на тоа ќе ја донесам одлуката. А мојот личен став е дека нема потреба за дополнително обезбедување на било кој. И уште еден скандал има со обезбедувачите, во конкретниот случај на Мјалков, претепал жена и тоа пред колегите полицајци. Дали ќе почнете да ги истражувате ваквите случаи, дали ова не е прв инцидент што е направен од обезбедувач на висок функционер поранеш? Па тоа е начинот на кој што делуваа поединци припадници на Министерството за внатрешни работи кои што го рушија угледот и довербата кај граѓаните на целото министерство. Ние сме решени тој процес на таква депрофесионализација, партизација, криминализација да запре и да го смениме. Веќе се преземени сериозни мерки, суспендиране овој полициски службеник од работа и се преземени дисциплински мерки. Така да, ова е порака до секој еден кој што мисли дека треба да се однесува спротивно на законските прописи, дека ќе мора да биде санкциониран, а тој што смета дека треба да биде во функција на граѓаните на Република Македонија и во служба на Министерството за внатрешни работи, за него ќе има секогаш простор, меѓутоа мораме да застанеме на патот на секако вакво незаконско однесување или покажување на сила таму кај што навистина нема потреба. И господинот Мијалков и господинот Чавков изразија јавно дека имаат закани, исто како Груевски. Имаат ли тие полициско обезбедување? И во колкав број? Имаат решение за полициско обезбедување врз основа на проценките кои што се
направени од 4, односно 6 полициски службеници кои што се во обезбедувањето кај Мијалков. Врз основа на проценките на службата, толку време ќе трае и обезбедувањето. Кои се заканите и пријавите кои што ги имаат, исто така ги има анализирано службата и додека ќе има проценка за безбедносна загрозеност за било кој од пранешните функционери или од сегашните функционери, Министерството ќе стои на располагање. Меѓутоа сакам да укажам дека МВР не може да се смета како агенција за обезбедување приватна, која што ќе може да ги обезбедува сите на кои што ќе им биде потребно или ќе смета дека им е потребно некој да ги обезбедува. Има значи безбедносни закани врз Мијалков и Чавков. Значи има решенија со кои што се одобрени зголемени мерки на безбедност врз основа на проценките кои што ги има направено управата за безбедност и контрол. Од чија страна може да се каже? Како? Од чија страна доаѓаат тие закани, односно проценки за можна опасност? Тоа се информации кои што не може да се споделат во јавноста, меѓутоа основаноста се докажува со тоа што постои проценка и постои решение за таква. Судот изминативе 2 дена донесе решенија за притвор на тројца службеници на МВР, односно 20 службеници на МВР на УБК и за пријавување, односно забрана за контактирање на тројца припадници на Алфите кои се во иста единица со сведок на СЕја. Истото важи и за тројцата кои добија притвор од УБК во рамките на случајот Тврди на Таргет. Што ќе се преземе со нив, бидејќи судот и апелациониот суд изразува можност дека може да влијаат врз сведоците на специјалното јавно обвинителство. Што ќе преземе МВР со тие службеници, како ќе ги распореди? Прво сакам да знаете дека Министерството за внатрешни работи е подготвено да делува врз основа на одлуките кои ќе ги носат судовите, дали е тоа основниот или апелациониот суд 24 часа, така и во овој случај со носење на одлуката ние како Министерство за внатрешни работи се уште ја немаме добиено одлуката на судот. Кога ќе добиеме одлука, сигурно дека ќе постапуваме во однос на сите овие полициски службеници, односно сите луѓе кои што се дел од полиција. И што доколку во времето дека чекате вие да добиете одлуката, што ако има влијание врз сведоците, како што наведува судот, кој ќе биде одговорен за тоа? Тоа е прашање треба да го пратите до судот и до јавното обвинителство, затоа што судот ги цени фактите и аргументите во однос на оправданоста или неоправданоста од изрекување на било која мерка на предпазливост. Тоа не е работа ниту на министерот за внатрешни, ниту на Министерството за внатрешни работи. Ние како ќе ги добиеме одлуките, ќе постапуваме врз основа на судски одлуки, заради тоа што тоа е само наша законска надлежност. Не можеме во ниту еден момент да постапуваме спротивно на законските одредби, туку треба да постапуваме врз основа на закон и врз основа на судските одлуки. Овие прашања кои што ги поставувате, како сомнеш дека може да влијат на сведоци или дека може да ја напуштат државата или дека може да уништуваат документи или дека може да го повторат дури и делото, се аргументи кои што треба да бидат истакнати пред надлежниот суд и судот да ги оцени, и ако ги оцени како такви, да примени такви мерки кои што ќе го спречат. Во наредните 3 дена ќе разговарате со ПРИБЕ, кои се клучните реформи кои ќе бидат преземени во рамките на МВР, конкретно најмногу УБК како клучна институција која може би и виновна за потекувањето на пресушкуваните разговори. Па ние започнаме веќе разговори со господинот Приби и со неговата експертска група. Познато е дека тие има сериозни забелешки, насоки како треба да се спроведуваат реформите во Република Македонија. Ние сакаме да постапиме по тие забелешки. Тоа ќе е процес на реформи кој што ќе е голем, посебно во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа МВР заслужува сериозни и длабоки реформи заради тоа што се покажа во изминатиот период дека токму Министерството за внатрешни работи падна на испит на неколку работи, прво со скандалот за прислушувањето, настанието од 27 април и многу други настани кои што негативно влијае на угледот на полицајците, на угледот на Република Македонија, на угледот на Министерството и затоа се потребни тие реформи кои што ќе бидат или се дел од препораките на извештајот. А кој ќе биде координатор на националниот проект за безбедност и реформи? На местото на Чапков президент? Не е одреден. Значи ние во однос на тој проект за интелигенција кој што беше подржан со техничка помош на ДИКА е доведена до една фаза во која што Министерството за внатрешни работи, односно владата ќе треба да го одбере моделот врз основа на кој што ќе се спроведува таа реформа, ќе избереме партнер кој што ќе ја следи таа реформа и на основа на тоа ќе ги носиме и кадрските решенија во однос на работните групи и на националниот проект. Што е со грабежите, бидејќи граѓаните во последно време многу се жалат на ситните грабежи, дали постапувате по нив? Факт е дека во изминатиот период има
повеќе или зачестени разбойништва и во Скопје и надвор од Скопје. Сакам да информирам дека поединечно за секој случај веднаш постапува Министерството за внатрешни работи. Синоќ имаме веќе приведување на едно лице и расчистување на околу 10 разбойништва кои што се случиле низ пред се фармацевски аптеки низ градот Скопје, а се работи и на откривање на другите сторители, така да ние сме цврсто решени да застанеме на патот на секое криминално дејание на било. Дали може кратко, господин Михаил, вас да ја прашаме во врска со истрагата за 27 април, дали ќе се може полесно дали ќе се ве повика од обвинителство? Не, сега не. Добро, ќе одите да даете исказ? Ако има потреба, да. Во врска со што ви тој ваш исказ? Мојот став е објавен пред јавноста и нема промени. Нема промени. Кого сметате за одговорен? Кажав јас кога давав изјава дека сега имаме извештај од работната група и ќе видиме, ќе чекаме чекорите од јавното обвинителство. Ви благодариме, повелете. Hvala vi.